Метропола, збор кој асоцира на Париз, Лондон, Прага. Изминативе години, многумина скопјани предпочитаат на оваа група да и го додадат и својот град. Уметниците го гледаат Скопје како метропола на уметноста. Ако ги прашате пак љубениците во фудбалот, по Суперкупот на УЕФА, Скопје може да биде и фудбалска метропола. Но членовите на иницијативата Дотерај го Скопје предпочитаат главниот град да стане зелена метропола. Нивната визија оди дотаму што во 2025 година Скопје го гледаат како европска зелена престолнина. Првите чекори веќе се направени. Секој јавен напуштен простор, всушност многу од изведувачите и комерцијалните фирми го гледаат како простор за градба. И ние сакавме тој процес да го подзапреме, ако не можеме комплетно да го стопираме, знаејќи е реалност, да се разбира. И нашата активност е токму во тој правец да се поттикнат граѓаните да се грижат за јавните простори, за да не бидат оставени сами на себе и да не бидат препознаени за некоја друга потреба освен таа основна која што претходно ја имале. Нашата идеја беше да го вратиме чувството на сопствеништво кај граѓаните. Многу повеќе од самите интервенции, да се врати мотивацијата, да се грижиме за тоа што е пред нашиот двор, надвор од нашиот праг. Повеќе од 150 граѓани до сега, вклучувајќи тука и организации, и компании, и индивидуални граѓани, се имаат вклучено во иницијативата. А кога велам се имаат вклучено, тоа значи дека физички биле со нас на терен и ни помогнале да засадиме, да расчистиме, да раззелениме на 50 локации низ градот Скопје. Ентузијастите ги засадија првите корени, но нивната идеја треба да ја препознаат уште многумина. Меѓу нив и оние кои се засадија во раководни фотели и од нивниот потпис зависи и градското зеленило. Во 2011-та Скопје добио помена од Светската здравствена организација дека не ги исполнува минималните 9 метри квадратни зеленило по глава на жител. Дали градските власти извлекоа поука од тоа? Велат, грижата за овие површини е помеѓу приоритетите, како и дека постојано имаат стратегија за зачувување и унапредување на зелените површини, која веќе ги надминува очекуваните резултати. Според сегашните проценки, градот Скопје располага со површина од околу 650 хектари јавно зеленило или 12,5 метри квадратни по жител. Постојаната површина на зеленило ги задоволува европските критериуми. Согласно проекциите на Генералниот урбанистички план за град Скопје, до 2020 година е предвидено зголемување на зелените површини, кое треба да изнесува 18,5 метри квадратни по жител. Според евиденцијата на јавното предпријатие Паркови и зеленило, градските зелени површини во 2017-та бројат 725 метри квадратни повеќе отколку во 2010-та. За невладините кои се занимаваат со оваа тематика, математиката на градските власти не одговара на вистинската слика. Направиле собствена евиденција излегувајќи на терен и бројајќи дрво по дрво. Веќе голем дел од зеленилото, околу 35% од површината, зелената површина во потегот Мал Ринг, кој што го обработувавме, беше уништена. А предвидувањата беа, ги се анализи правевме, дека и конкретно како финална точка беше земена 2017 како година, беа дека зеленилото вкупно ќе се намали за околу 70%, а да речеме волуменот, односно количеството на крошните на дрвјето, кое што често е еден од најголемите чинители во прочистувањето на животната средина во урбаните средини, ќе се намали до 35 или 40%. Исто така сега во последниот отчет на Коце Трајановски за Скопје, тој вели дека има 330.000 метри квадратни нова зелена површина во градот, чија градска површина е 225 километри квадратни, што значи дека зеленилото со кое што тој се фали не достигнува ниту 1% од вкупната површина на овој град. Канцеларијата на UNDP во Македонија во соработка со градот Скопје прави обид да се дојде до точниот процент на зеленило во градот. Почнаа со изработка на така наречен зелен катастар, за кој велат е потребно време, но со кој ќе се избегнат шпекулациите околу точните бројки. Прво имаше геодетско снимање на зелените површини што се во надлежност на градот. Сега се прави полнење на тие површини со атрибути, односно колку дрва и грмушки има на тие површини.
и се очекува таа фаза да заврши во октомври оваа година. Значи ќе бидат опфатени околу 650 хектари на зелени површини кои што се во надлежност на градот. Понатаму се очекува овој катастар да се надгради со информации од општините и со информации од самите граѓани. Невладиниот сектор и новинарите кои истражуваат оваа област потенцираат дека честопати јавноста, но и надлежните забораваат на уништените вонградски зелени површини, пред се на планината Водно. Мислам дека Водно има 4753 хектари, моментално е запишано во планот на во годишниот план на паркови зелена. Оваа бројка од 2010, не знам за претходно, од 2010 до 2017 е повторувана, значи буквално копи-пейст е правено на бројката и е ставено во плановите за паркови зеленила, планови кои што потоа идат до Советот на град Скопје, а Советот на град Скопје таму 30 луѓе, не знам колку се точно советници, го гласаат овој план и овој план поминува. Значи, тој паушал за Водно, за вонградското зеленило, така поминува и никому ништо. А истовремено Водно имаме Кула, имаме Крст, имаме Сончев град, имаме пат до Сончев град, имаме границата онаа што треба на Водно се шири, се гради натаму. Град Скопје чека од Министерството за животна средина да направи потек. Министерството за животна средина чека од Град Скопје да направи некоја студија и се тоа се врти. А Водно го знаете какво е се гради. Во изминативе 7-8-10 години немаше апсолутно никаква волја. Јас, известувајќи за овие теми, немам видено апсолутно никаква волја од властите, било на локално, било на централно ниво, да нешто се направи во врска со проблемите кои што се од животната средина. Да бидат работите уште полоши, со многу други проекти, со многу други работи кои што ги преземаат нарочито локалните власти, уште повеќе се загрозува животната средина. Дека постојано е впишувана истата бројка, говорат и податоците на паркови и зеленило. Податоците кои ги прикажуваат надлежните говорат за една, меѓутоа истражувањата на граѓанскиот сектор и на новинарите за друга, сосема поинаква слика. Градските мерачи на загаденост веќе го достигнаа врвот, а од година в година се повеќе скопјани, вклучително и деца, умираат како последица на загадувањето и респираторните проблеми. Излез и решение се надзираше во изготвување и усвојување на добар, цврст и темелен закон за зеленило, односно прецизно уредување на зелените површини во смисла на нивна заштита и нивно унапредување. Законот го донесе собранието во март 2016-тата, кога мнозинството го имаше ВМРО ДПМН. Но дали овој закон стана чувар на зеленилото или упатство за заштита на неговите уништувачи, партијата Дом, како зелена партија, но и како тогашен владин партнер, не го поддржа овој закон. Како причина го посочуваат лицемерието на тогашната влада, која 3 пати го одбила нивниот предлог закон изготвен во соработка со институциите, а усвоила закон без суштина. Со тој вистински закон за урбано зеленило требаше да се заштити на вистински начин зеленилото во градовите, во урбаните подрачја, таму каде што е најзагрозено населението и таму каде што најмногу ни треба зеленило заради воздух и заради загадувањето. Понатаму требаше да се спречи воопшто сечење на стебла над 40 сантиметри пречник, понатаму требаше да се обезбеди задолжително вградување на зеленилото во документацијата при проектирањето во еден град или на една парцела и потоа да се обезбеди најмалку 10 до 30% зеленило на ниво на градежна парцела или севкупно да се води сметка да се стремиме кон 25 метри квадратни зеленило на ниво на град. За Поповска спорна и математиката со која се дошло до официјалните 12 метри квадратни зеленило по глава на жител. Ние немаме попис на населението и не ја знаеме ни точната бројка на граѓани кои што живеат во Скопје. Според сегашниве жители се тврди дека бројката се движи некаде меѓу 8 и 9 метри квадратни по жител зеленило. Законот предвидува парични казни за предпријатијата кои несовесно ќе ги третираат зелените површини, но од град Скопје велат дека досега ниту едно предпријатие не е казнето. И додека за нив тоа е показател дека се води сметка за зеленилото, за невладините тоа е само доказ дека институциите меѓусебно се штитат.
ако ги земеме предвид Карпош, плановите кои што сега му го предвидуваат она што ќе се случува во наредниве 10 години во Карпош, водно она што се случува, во аеродром што се случи и пар други околни населби, Чаер, таму Топана, ние се соочуваме со многу поголеми проблеми од оние во кои што живееме сега. Пред предстојните локални избори, граѓаните од неколку скопски општини веќе порачаа дека ќе гласаат за оној кандидат кој ќе гарантира заштита на зеленилото. 2025-та и визијата на дотерај во Скопје за сега изгледа далеко. Далеко изгледа и приближувањето на ставовите на властите и на засегнатите од состојбите со животната средина и зеленилото. Нашите соговорници од почетокот на оваа сторија сепак добиле ветување дека кој да раководи соопштините после 15 октомври, тоа нема да ги одложи заложбите Скопје полека да почне да се претвора во зелена европска престолнина.